Почитувани сограѓани, почитувани медиуми. Во период кога епидемијата е веќе ставена и се држи под контрола, ние мораме полека да се враќаме во нормала, но и да се научиме да живееме со коронавирусот. Кризата полека стивнува, но вирусот е се уште присутен. Затоа треба да продолжиме со почитување на мерките за лична заштита и заштита на јавното здравје. Тоа подразбира носење на заштитна опрема на лицето, држење соодветна дистанца и редовна дезинфекција на рацете. Новата нормалност значи дека ќе мораме сите активности и обврски да ги извршуваме согласно протоколите за заштита од коронавирусот. Во новата нормалност ќе се одвиваат сите процеси во нашето општество. Економијата ќе се враќа полека во нормала, а сите ние ќе се враќаме на нашите работни места. Со новата нормалност ќе функционираат градинките, училиштата, факултетите, музеите, јавниот транспорт, а исто така и угостителските објекти. Светот полека се отвара, а истото ќе го правиме и ние. Новата нормалност значи и организирање на изборен процес кој ќе биде целосно безбеден како за граѓаните, така и за учесниците. Избори може да се организираат и тие да бидат 100% сигурни за сите гласачи, а и за неговите учесници, со тоа што ќе се почитуваат пропишаните мерки за заштита. Македонските институции имаат капацитет на денот на гласањето да ги обезбедат сите превентивни мерки за целосна заштита на гласачите и учесниците во изборниот процес. Истовремено, политичките партии имаат обврска и одговорност да организираат безбедни кампањи без масовни собири согласно мерките за заштита. На граѓаните на нашата држава им се потребни законодавна и извршна власт која ќе работи со полн капацитет и легитимитет. Само такви институции ќе можат целосно и побрзо да се справат со здравствените и економски последици од коронакризата. Нашата држава мора подготвено да го дочека септември, да бидеме целосно спремни за справување со вториот бран на вирусот кој што не очекува на есен.